Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Точка број 2. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за календарска 2024 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Точка број 3. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта за календарската 2025 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Точка број 4. Правилник за искористување на средства од програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом. Точка број 5. Разгледување на барање од Сдружение на пензионери Битола и точка број 6 разно. Кој е за ваквиот предложен дневен ред? Ве молам да крени рака. 3 за. Почнуваме со првата точка. Одлука за одредување на висината на благајничниот максимум. Повели Благица. Почитувани, оваа одлука поднесуваме до Советот секоја година за определување на висината на благајничкиот максимум. Оваа одлука е иста како и минатата година, нема никакви измени, но да ја прочитам. Членот 1 во оваа одлука вели дека се определува висината на благајничкиот максимум, што може да се подига и да се држи во готови пари. Членот 2, висината на благајничкиот максимум на готови пари може да се држи во благајната изнесува 100.000 денари. Висината на благајничкиот максимум за готови пари во девизни средства може да изнесува 3.000 евра од програмата Совет, 3.000 евра од програмата Општинска администрација и 3.000 евра од програмата Градоначалник. Висината на бонови за гориво, која може да се држи во благајната, изнесува 200.000 денари. Членот 3 вели средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на производи и услуги кои поединечно не може да бидат повеќе од 6.000 денари. Членот 4 условите и начинот на наплата како и располагање и плаќање со пари ќе биде усугласено со упатството донесено од страна на Министерството за финанси. И членот 5, оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето. Ти благодарам. Дали некој има некакво прашање? Доколку немате, Благица, ви благодарам. Точка број 2. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2024 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Повелете. Здраво на сите, Александра сум јас. Овој предлог се доставува секоја година и го доставуваме и оваа година за календарската 2024, од лани нема никакви измени. Ти благодарам. Фала. Прашања некој? Доколку немате, минуваме на следна точка. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарската 2024 година и утврдени врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Истото како и за претходното, нема никакви промени. Значи истата одлука е од минатата година. Да. Благодарам. Точка број 4. Правилник за искористување на средства од програмата за социјална заштита на општина Битола во делот на адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом. Повелете, Вики. Добар ден и од мене. Значи, овој правилник го носиме исто така секоја година, веќе четврта година и средствата се во програмата за социјална заштита. Значи, правилникот го определува начинот и условите на користење на средствата. Со овој правилник, односно со овие средства, се подобрува пристапност на лицата со попреченост во нивните домови, преку набавка и монтажа на фиксни и преносни пристапни рампи, платформи, лифтови, направи за искачување на скали со инвалидска количка, исто така и адаптација на делови од домот за физичка пристапност, се мисли за прилагодување на тоалети, промена на врати и слично. Со максималната сума која што ја даваме преку овој правилник на лицата со попреченост е 61.500 денари по корисник, каде што имаат период од 3 месеци да ги искористат овие средства, од кои ќе им бидат доделени.
Како можам да кажам дека во 2023 година имавме 6 позитивно одлучени барања од страна на комисијата во бруто износ од 367.400 денари. Сакам да кажам дека се користат, значи овие средства имаат се потреба уште сте граѓани. во висина од 60.000 Да, денари, така? 61.500, да. Добро. Имам едно прашање јас во контекст на исто на социјална заштита, не е точка, меѓутоа ако може да ми одговорите. Пред неколку дена имаше некаков јавен повик за лица кои имаат ретки болести. Мене ме интересира каде стигаат тие барања, кој ги разгледува и на кој начин се определува висината, бидејќи видовме дека максималната е 30.000 денари. Точно тоа е исто така во програмата за социјална заштита, каде што имаме 1.000.000 денари за тоа е фактички не за лица за ретки болести како диагноза, туку за ги користат за нивно патување до болница во Скопје за земање на терапија. Тие се еднократна помош? Не еднократна, туку тие доставуваат, имаат така беше, значи договорено е да доставуваат, има комисија составено од 3 члена со заменици и тие доставуваат извештај дека оделе во Скопје, значи извештај од специјалист и доставуваат сметки дека биле во Скопје. Разбирате? Имаат право да искористат максимален износ од 30.000 денари во текот на цела година. За патни трошоци се фактички овие средства. За зема терапија во Скопје. Нема, поќе не ни функционира ова што беше преку Црвен крст? Не, затоа е преку нас. Зошто го прекинавме? Не знам, тоа не знам, зашто не е преку Црвен крст, зашто не го бавува поќе, зато тие лица беа минатата година на состанок со градоначалникот, се пожали дека имаат потреба и на тој начин или лани правевме дополнување и ете и ова година продолжуваме. Добро, благодарам. Точка број 5. Уствари прашања некој да нема? Доколку немате, точка број 5. Разгледување на барање од Сдружение на пензионери до Советот на општина Битола стигнато е барање за барање на простор за отварање на пензионерски клубови во местни заедници на општина Битола. Дали имаме представник од општина? Дали може да ни објасните, дали го видовте барањето, ви го пуштија, се надевам. Да, доставено. Мене ме интересира на кој начин може Советот да донеси било каква одлука за да им излезиме во пресред на барањето на пензионерите. Добар ден на сите. Јас како представник на одделението за имото правни работи мора да напоменам дека не постои законска можност да му се даде во користење недвижен имот на Сдруженијето на пензионери, затоа што согласно со член 21 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, недвижните ствари во општинска сопственост, Советот на општината со одлука може времено или трајно да ги даде на користење со или без надоместок на државни органи и на правни лица основани од државата, што значи дека Сдруженијето на пензионери има несоодветна правна форма. Исклучиво може да се дадат на користење на државни органи и на правни лица основани од државата. Јас имам едно прашање. До сега немаме донесена одлука на Совет да дадеме на користење на Сдружение на граѓани? Дали може да ми одговорите? Дали имаме донесено таква одлука и дали имаме даено на користење било каква сопственост на општината на некое здружение? Јас како што знам, бидејќи на претходната седница си имаше донесено нека одлука за давање на користење на здружение, па Ќе ве молам до седница, значи до утре, да ми известите на писмено дали му имаме на некој друг дадено на користење било каквов објект кој не е во таква правна форма, а сме го доделиле со одлука на Совет. добро. Од мене тоа барање. Дали некој друг има прашање? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на гласање. Точка број 1. Одлука за определување на висина на благајничкиот максимум. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Точка број 2. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното земјиште за календарската 2024 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Точка број 3. Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште, шуми и пасишта за календарската 2024 година, утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Битола по катастарски општини. Кој е за, ве молам да крени рака.
3 за. Точка број 4. Правилник за искористување на средства од програма за социјална заштита на општина Битола во делот на адаптација на пристапност, мобилност и функционалност на лицата со попреченост до и во нивниот дом, кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. И точка број 5, значи јас имам тука еден предлог, дали може Советот да изгласа заклучок со кој го задолжува одделението, како сте водите како правни, имотно правни, до утре, до почеток на седница, на писмено да не извести дали општина Битола има дадено на користење било каков имот на било кое здружение на граѓани. Ви благодарам за присуството. Се извинувам, дали може заклучокот да го гласаме? Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за. Ви благодарам.